Во минатата емисија зборувавме за новините и трендовите на 2016-тата. Не дека во една или две емисии можеме да ги покриеме сите интересни нешта што се случуваат во областа на дизајнот, но нека овие две емисии бидат помош за сите оние кои сакаат да изменат нешто во својот дом, па тоа да го направат модерно. Генералните тенденции на 2016-тата се на враќање кон минатите децении. И тоа најмногу 50-тите, 60-тите и 70-тите години од минатиот век, години на прочистување на класичните дизајни и нивна преработка во нови по изглед форми со елегантен и луксузен изглед. Така и годинава, почнувајќи од боите, кои некако чудно приличуваат на бои кои можеби се поадекватни за собата на една девојка, сепак наоѓаат свое место во новите дневни или работни соби, кои дополнети со детали во бронза, месинг, стануваат нов интересен простор, модерен за 2016. Кога зборуваме за гарнитурите, тие се во интересни, меки и јаки тонови, како контраст на светлите ѕидови. Мекотијата се одвива во самиот материјал и во моделите, кои никако не се строги по својата форма. Сето тоа ќе придонесе кон удобност во домот. Нашите простори се секој пат помали од оние што ги наоѓаме како идеја на интернет, па затоа и моделите на Федом се совршени решенија. Нивното несомнено огромно искуство во модуларниот адаптибилен мебел секој пат доаѓа до израз, особено со модел кој има 40 парчиња што може да се комбинираат. Софа Студио пак ги работат дел од оние трендовски ретро модели во одлични штофови на кои ни кафе ни вино ништо не им може. Изгледот е таков што иако тие сметаат за некои модели дека се за во канцеларија, одлично би стоеле и во домашен простор. Новите трендови предвидуваат и мешање на стилови, на дизајни, мешање на текстури, грубо, мазно, мешање на контрасти со боите. Значи прилично е шарено и живо, па тоа може да ги разбуди вашите сетила до максимум. И кога се работи за кожните гарнитури, во пункт видовме интересно мешање на класични модели во нова изведба со примена на новата технологија. Секој сака да му е удобно. Па сега, освен што би избрале тип на кожа, тип на седење, може да изберете и опција со ваков механизам. Гарнитурите кои ги работат се со различен облик, но веројатно најтренди е оваа со необработен превртен рап. Се надевам дека минатиот пат ви помогнавме во дел од областите кои што ние ги обработуваме во интериерите, а оваа емисија ќе покриеме уште неколку. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Манекс се нашите соработници во областа на светилките. Застапуваат многу брендови кои што се онака светски познати и тие се трендсетерите и за 2016 година. Она што е за нас многу значајно е дека во Манекс можеме да најдеме светилки кои што се во различен ранг, во различна обработка и тоа многу ми помага во обработката на интериерите кои што се секој пат со различни буџети. А сега, бидејќи те учествува на еден многу интересен форум во Франкфурт, да погледнеме кои се новите трендови.
Кога сакате да смените нешто во амбиентот во кој живеете, можеби не мора да менувате се. Прво може да почнете со промена на бојата на ѕидовите и светилките. Светилките имаат сила да го разубават вашиот интериер, да го изменат вашето расположение или да употребите светилки и светлосни системи дома кои ќе се ускладат со одреденото расположение што сакате да го постигнете во моментот. Денес има прекрасни и многу различни модели кои може да ви помогнат во оваа цел. Еколошки. Зборуваме често за LED диодите и сакам да ги употребувам светилките со LED светло во просторите што се уредуваат. Тие се 6 до 7 пати поефикасни од обичните светилки и траат 25 пати повеќе, што ги прават идеална опција за работно светло во кујна, бања и на сите оние места каде светилката тешко се менува. Секоја година LED светилките се модифицираат, па дизајнерите имаат се повеќе шанса да работат светилки без да ги имаат ограничувањата како порано од обликот, големината или јачината на LED диодата. Што се однесува до трендовите, нив ќе ги запознаеме преку програмата на Егло, чии главни увозници за Македонија се нашите Манекс. Егло уште минатата година направија вистински продор со својата винтидж колекција, која оваа година како сите да ја копираат. Поточно стана колекцијата за 2016 година. Заедно со производството на оригиналните Едисонови светлосни тела, како и LED варијантата која потсетува на нив, овие светилки ја дополнуваат целата приказна на новата естетика инспирирана од минатите епохи. Она што беше најава минатата година е потврда годинава. Светилките со абажури со голем формат, кои ги сакате над вашата трпезариска маса или шанк, се враќање кон 50-тите и 60-тите. Интересен и многу чист дизајн, кој лесно може да се вклопи во многу модерен и минималистички или пак во покласичен интериер. Ја нагласува безвременоста на овие дизајни и можноста едно исто парче да биде применето во повеќе варијанти, на повеќе од едно конкретно место. Се појавува металик финиш на повеќето светилки кои можеби порано биле работени во челик. Особено нагласени се колекциите во бронза, бакар и месинг, кои се појавија првпат во 80-тите, а сега имаат ренесанса во нов облик. Модерните едноставни облици со екстравагантна металик боја го дава оној лежерен, луксузен момент во домот. И се повеќе светилките се висечки, бустери, кои зафаќаат дел од оној воздушест простор во кој лебди светилката и го надополнува целиот концепт. А годинава представниците на Манекс учествуваа и на тренд форумот за осветлување градежништво во Франкфурт. И ова се новините од таму. Напредни и декоративни. Ова сценарио дефинира изненадување од спротивставени по естетика дизајни. Стилот комбинира футуристички со светликави и стаклени елементи, изработени рачно или со помош на новите технологии. Слободни, неконвенционални и оригинални. Дизајни со слободен изглед, младешки и иновативни, со ништо ограничени. Сепак влечат ретро влијанија, но поради својата ослободеност можеби ќе дадат нови трендови за следните години. Гениални и особени, функционални, чисти и смирени. Дизајни кои импресионираат со умни и минималистички решенија, што произведуваат неверојатни светлосни ефекти. Архитектонската чистина на линиите е комбинирана со иновативни концепти, перфектна естетика и нови дизајни кои носат сосема нов дух. Неколку години наназад се обидувам да им го сменам мислењето на моите клиенти околу желбата да имаат високо сјаен под. Прво е многу тежок за одржување, второ за кратко време таа сјајност избледува и последно не е модерно. Особено оваа година дрвото во својата најприродна варијанта е супер модерна и исто така модерни се обработки кои што се или многу темни или многу светли, но сепак подот е мат. Значи до израз ќе дојдат останатите бои во просторот. Трендови во подовите. Годинава повторно сме контрадикторни. Подовите соодветствуваат исто како и мебелот и модата на стилот и желбите на клиентите. Различниот животен стил или просторот кој ни е на располагање за уредување, па конечно и на расположливиот буџет. Боја. Се на се, или е многу темно, или е многу светло. Сепак тоновите се многу студени и неодредени, а помалку популарни се црвеникавите и кафените тонови. Што потемно, тоа подобро, барем што се однесува до оние кои ги даваат препораките. И тоа во боите на ебаносот или на темниот даб. Остануваат вечните прашања околу валкањето на темните подови и фактот што на темниот под гребаниците од употребата се гледаат многу повеќе. Но изгледа годинава е народната, страдај бабо за убавина. Или избелување. Сивите нијанси на подовите може на стандардниот под да се добијат со макотрпна работа, специјални премази и техники, но лесно се наоѓаат како варијанти во готовите подови, како оние кои ги наоѓаме во Quickstep.
Доколку ваков пат треба да се работи на веќе поставен паркет, сметате дека ви треба да биде јавор, јасен, кои се поскапи од стандардниот даб, а од буката не барајте да ја добиете нијансата која ја посакувате. Буката е дрво што има затворени пори што не дозволуваат лесен процес на добивање на саканата боја. Работата лесно се завршува доколку примените белен даб. Тој има и свеж и природен изглед и сивикави нијанси низ себе. Значи тој после неколку години е повторно назад. Третата најпопуларна тенденција е оставете го дрвото да изгледа како што си е. Ова би било најлесна опција. Па кога веќе ги минавме темните, осветлените и природните варијанти, констатацијата е само да не е од црвените јотоби и махагони, се друго е во ред. Кога ќе појдете во Quickstep да купите готов паркет, тие нема да ви понудат сјаен. Сјајниот е одамна замината варијанта. Па истото се случува и годинава. Сјајот лично не го почитувам особено. Годинава може да бирате сатиниран изглед или целосно мат финиш, со маслена обработка или по најновите модели паркети кои делуваат како да се четкани и изгребани со метална четка, а се работени во два различни тона, посветла и потемна, па даваат поекстремен изглед на старо и забено дрво. Ваквите подови изгледаат совршено во комбинација на новите софи и кујните со гранитна работна површина. Широки даски. Широките даски секако подобро изгледаат од малите паркетчиња. Воедно бидејќи секое парче е од дрво од различен негов дел, па затоа подолжно сечено и на крај обработувано. Овие типови паркети се разбира се и многу поскапи. Ова дава еден убав, елегантен и малку старински изглед, кој измешан со мебел во сличен манир е вистинскиот топ тренд на 2016-тата. Потенцираните рабови се особено потребни за изгледот да е потполн. Патос на секаде. Генералниот тренд да се постави дрвен патос на секаде во просторот е тенденција што ја има одамна, но еве во 2016-тата се истакнува како особен тренд. Тоа би значело да поставите дрвен под и во кујната и низ ходниците и секаде. Луѓето обично се плашат да применат дрво во кујната, затоа што тука има повеќе вода, масло, повеќе потреба од бришење и чистење, што и не е така точно. Не гледам повеќе валкање во кујната отколку околу трпезариската маса, ниту повеќе вода отколку во ходникот во врнежливите денови. Значи, се работи за избор. Во нашите мали станови, некој пат токму таа линија на поделеност на кујната и дневната прави вистински физички ограничувања и естетски ја намалува дневната соба. А кога веќе имате отворен концепт, речиси во сите станови каде кујната е интегриран дел од дневната соба, не гледам потреба од ваквата граница. Освен ако клиентите не инсистираат на плочки. Што сигурно не е во мода. Црвените тонови на махагони, јотоба, што мене барем како на архитект не ми е толку проблем, бидејќи од искуството на вистина многу мал дел од популацијата сакаат токму ваков финиш на паркетот и дрвениот мебел. Сјајни и полусјајни обработки. Како реков, се целосно аут. Предимството е на мати сатинираните дрвени подови со поприроден изглед. Бамбус, кој се едно не ми се допаѓа и ми е далечен и според изглед и по боја, а важи за еден од најевтините подови кои можат да се купат. Но не и кај нас, затоа што не ни е матичен како тип на дрво. Стандардно поставен паркет навистина не изгледа добро. Постојат други опции на поставка како рибина коска, но се многу потешки за работа, а оној стандардниот го намалуваат просторот, изгледаат многу неинвентивно и дури мислам дека му ја одземаат убавината на дрвото, како и да е поставено. Со сите трендови, секој пат запознаени и спремни за нас, во Quickstep, годинава учесници на еден посебен настан, организиран за прв пат. Она што се случува во моментов е Fashion и Lifestyle Expo. Настанот е, за прв пат се случува нешто вакво кај нас, практично темата е мода и животен стил. Сакавме да направиме една баш комплетна соопфатна приказна за лайфстайл, значи 360 поглед кон животниот стил. Така опфаќаме мода, модни додатоци, часовници, накид, автомобили, внатрешно уредување, дизајн и архитектура, најпоследните трендови во технологијата ќе бидат представени, така што еден, да кажам, уникатен концепт. Илија Quickstep е оваа година дел од Fashion and Lifestyle Expo-то. Да, речеме да излеземе на експото. Обично сите фирми што излегуваат на експо се тие фирми што пратат трендови на светско ниво. Така. Ние излегуваме веќе со паркети кои што се моментално во тренд и веќе може да ги, мислам, сепак да се види како изгледа сето тоа на светско ниво. Сепак се разликуваме од другите.
особено во дизајнот и квалитетот. Ви и вака и така секогаш ги следите светските трендови, она што можеме моментално во светот да го видиме, можеме да го видиме и кај вас. Така. Што е не многу често. Да. Значи не чекаме цената да падне на самиот производ, значи моментално кога во свет го имаме кај нас тука, така да не чекаме да падне цена како другиве фирми што чекаат на тоа. Тука е предноста кај нас. Овде ќе можам да ги видам паркетите. Да. Кои што ги имате во... Зошто баш паркетите? Па тие веќе се наменети за конкретно, ние не продаваме, значи не ни е таргет групата да одиме на големи згради, објекти, туку веќе за душ. Значи човек за дома да си земе некои одредени. По свој вкус. Да. Одлично. Кого би можеле да прашаме за најновите тенденции, освен светските трендсетери, порцеланоса во областа на плочките, кои благодарение на те линди ги имаме и кај нас. Јас сум повторно кај вас, за да разбереме што е ново. Секогаш сте добре дојдени. Фала. Добре дојдовте и сега. Секоја посета кај вас ми е многу важна, од проста причина што секој пат можам да видам нешто што е последно и во мода. Едноставно тоа е тоа. Се трудиме секогаш да бидеме во чекор со времето, нормално. Од огромна помош и од огромно значење за сето тоа ни е брендот Порцеланоса, кој што го застапуваме веќе 5 години, како што претходно го кажав минатата емисија. Генерално Порцеланоса се испоред моето лично мислењето на индустријата и така натака, дека се практично тие вистинските кои што ги поставуваат трендовите во нивниот бизнис, значи во оваа област, во областа на плочките, да кажем. Токму така, што значи дека Порцеланоса го дава правецот на новите трендови. Така. Ова ли е тоа што е најновото за Ова 2016 е еден од најновите модели. Покрај овој модел имаме неколку други кои што се сега пристигнати, меѓутоа не се изложени, но сепак ќе кажам, преку фотографија сето ова не може да се долови. Магијата на плочката и на дизајнот може да се почувствува на лице место. Односно во нашиот салон. Точно така, да. Дали секој пат најновите модели кои што ги имаат и ги вадат Порцеланоса, вие ги имате овдека или треба дали ви информираат редовно или вие треба да отидете таму па да чекаме па не знам што. Значи ова е многу битно да се нагласи дека се ова што го имаме изложено во салонот е и веднаш расположливо, го имаме на лакер. Така. Значи секогаш настојуваме се што е тренд да биде донесено овде и да биде веднаш расположливо за клиент. Односно ние ги посетуваме саемите, каде што ги гледаме сите новитети кои што се уште не се излезани во производство, така. И веќе И ги чекате да стигнат. Точно, да. Добро, значи ова е тоа. Мислам дека може да се забележи и ти успеа да видиш минатата година кога бевме во Шпанија дека посебен акцент се дава на дрводизајнот. Така. На дрводизајнот, бидејќи дрвото во просторот дава топлина. Така. Се повеќе се употребува во бањите како дизајн за подот, меѓутоа исто така се крева и на зидот. И сето тоа се комбинира со дизајн на плочка од сосема друг карактер, за разлика од дрвото. Име, например, овдека ги имаме листовите како еден мотив, дрвото друг мотив, тоа е као индустријска некоја, не знам, така, неутрална, бел. Вие имате и други брендови. Така. Дека имаме многу други брендови, шпански, италијански со кои што работиме и кои што се исто така со прекрасен дизајн и убав квалитет. Со многу поевтини цени. Така. Кои што од кои што овие видови на трендови? Значи ги следат, да речеме, им треба за да влезат во нова вашина. Во нова вашина, им треба година до две, меѓутоа сето тоа ние добро го имаме склопено. Така. И сепак може да се направат комбинации на основна плочка која што е од покомерцијалниот бренд со некоја убава декоративна ваква плочка на Порцеланоса. 2 или 3 квадрати во просторот од Порцеланоса прават чудо. Апсолутно. Искомбинирани со ефтина плочка која што стварно убаво изгледа. Морам да кажам уште ова, дека било да сте љубител на класика, елегантна линија, природни моменти и мотиви или нешто авангардно во те линди, кај нас ќе најдете се. Дури и повеќе од тоа. А ова не се само зборови, верувајте. Повелете, посетете. Ќе гледаме следниот пат. Секако со нова и добра комбинација. Токму така, задоволство ќе ви биде секогаш.
плочки. Кого да прашаме од светските трендсетери во оваа област? Ако не порцеланоса, кои за среќа преку Телинди порцеланоса ги имаме и кај нас. Минатата година се увери во нивната големина, спремност, прецизност и идејата да се направи еден производ толку версатилен, а толку едноставен, што повторно ќе се навратиме на идејата дека убавината е во едноставноста. А кога е нешто толку едноставно, луѓето го третираат истото како секој пат да требало така да биде и дека секој можел да дојде до тоа решение. Ама работата е кој прв ќе се сети. Реновирањето на една бања е една од најбуџетните интервенции кои може да ги направите во домот. Па затоа е важно прво добро да ја завршите домашната работа. Еве да ви помогнеме. Дрвените дезени се нешто кое низ годините се повеќе стануваат привлечни и за дизајнерите и за клиентите. Бањата станува топло и пријатно место со декор во дрво, станува поприродно и се губи чувството на студенило кое досега го имаа бањите. Чисто и смирено. Повторно контраст во трендовите. Наспроти дрвото, чистото белило е според порцеланоса една од најбараните бои за бањите. Ако белата ја третираме за боја, истите плочки, поставени во најразлични шеми, стануваат новата тренди варијанта на обичните правоаголни плочки. Тука влегуваат во предвид и сите можни бели плочки кои со својата текстура придонесуваат на разиграност во просторот. Шарено. Враќањето за нив кон толку блиските шари со арапски призвук, што денес може да ги забележиме веќе и во дизајните на ткаенините, килимите, деталите во просторот. Шаренилото во бањата на еден зид кој треба да биде акцент или на подот во комбинација со дрво, нешто што додека не го видите нема да знаете дека навистина може да се вклопи, ќе ви го предложат тимовите од над 100 дизајнери кои работат во порцеланоса. Уште природа. Дрвото не е единствениот природен мотив. Каменестите структури во најразлични мотиви се секој пат добра инспирација и тука може да се добијат прекрасни плочки со каменеста структура на обработен или необработен камен, кои се генерално мат. Значи сјајот, како и во подовите и во плочките, е комплетно аут. Големи формати. Плочките кај нас се појавуваат во димензија од најмногу 120 на 60 см. Доколку најдете мајстор што ќе се нафати, вие можете вашата бања да ја поплочите со само неколку плочки, затоа што ги произведуваат во димензии од 60 см на 3 метра. Истата плочка може да се употреби како топ за трпезариска маса или за кујна. Се е во рацете на вашиот дизајнер. Се разбира, дали ќе поставите ваков тип на плочки, ќе зависи и од вашиот џеб. Кујната е еден од оние простори на кои што и придаваме особено значење во домот. Тоа е огништето, тоа е средиштето на домот. За една кујна потребни се најголем број на елементи, по парчиња броени, за да може да биде составена. И затоа е еден од најкомплицираните делови од мебелот во домот кој што може да биде произведен. Кои се трендовите за 2016-тата? Погледнете. Плочест мебел, кујни и комоди. Последно се кујните е една од главните моменти во секое уредување и иако целата куќа или стан се одвиваат во многу простории во различни содржини, кујната е како огниште на домот од кој најчесто започнуваме со проектирањето. Дури кога ги објаснувам интериерите, велам еве го ходникот, а еве како ја замислував кујната. Боите на мебелот годинава се светли, а чисто белата се заменува со нови тонови. Тоа се тоновите на светло-сива, светло-сина, светло-зелена, светло-жолта боја или онаа бела која е бела но малку тонирана. Тоа се новите бои за мебелот. Нема повеќе акценти во темна или во некоја од основните бои. Помислете за некои интересни и потребни решенија кои досега не одеа заедно со кујната. Како место за полнење на вашиот телефон или таблет, но во кујната, поточно таму каде што сте и вие. Завршницата на вратите. Дали мат или сјај? Што мислите вие? Јас уште од минатата година велев дека сјајот нема да биде долго во употреба. Единствено за белата иверка подобро изгледа во сјајна отколку во мат варијанта. Но ако кујната ви е во медијапан или дрво, тогаш сјајот е вон употреба. Кога зборуваме за подовите, кажавме дека еден од истакнатите трендови, особено во инкорпорираниот дизајн на дневната со кујната, е поврзувањето на содржината и материјалите во целокупната естетика. Во подот, во вратичките, во рачките, во светилките. Запазени се контрасти во боите и материјалите.
На дрвена, темна, груба структура, контрастен му е светлиот мат медиапан. Или мазен чист пулт за работа, со груба заднина од плочки кои имаат индустријски дизајн, или пак тули. Овие тенденции, како што важат за кујните, важат и за остатокот од плочестиот мебел. А во него спаѓаат и плакарите, вградните плакари и преградните лизгални врати. Кај нас за тоа се задолжени акронци. Годинава со нешто извонредно. Акрон секоја година учествуваат на сајмот за мебел, секоја година земаат по некоја награда и секоја година се појавуваат со нешто сосема ново. И оваа година имаат новина во нивната област и дефинитивно се најдобрите на пазарот. Она што е интересно е што акронци секоја година даваат ваучери на сајмот, кој што можете да го искористите дури до септември, можеби и подолго ако ви дозволат. Генерално тоа значи дека ако имате во план да правите некаков плакар, можете да добиете до 20% попуст. Значи за било колкав. Може да е еден плакар, може да се 100 плакари во домот. Она што е многу интересно е дека со таквиот попуст вие добивате одлична цена за плакарите, како да ви изработи било кој дрводелец во земјава, а добивате еден врвен квалитет со 50 годишна гаранција на оковот, со одлична изведба, со сите детали, средено, совршено. И за многу кусо време изведено. Тука сме значи на овогодишниот сајм за мебел. Како и секоја година имате многу работи кои што можат да се видат, меѓутоа сепак забележав нешто што не знам. Се надевам мислиш за вратата. Да, веднаш ја забележав, значи вратата прв пат ја гледам. Да, оваа година мислам ние новитет на сајмов. До сега сме имале ваков тип на врата, знаете, нели? Меѓутоа овој механизам е уникатен во моментов, значи само ние го носиме и баш промоција е на сајмов. Станува збор за лизгачка врата, нели приградна лизгачка врата, која што и ве приметуваш и сама. Значи нема оков нигде, лево, десно, доле шина нема. Да. Има само еден механизам во горната зона, нормално за да лизга вратата, нели, паралелно на зидчето стои. Меѓутоа изгледа многу едноставно, префинета. Да, а многу едноставно е, минималистичка и баш е украсва простор. Чајве како што приметуваш сам. Во однос на исполната, битно е дека треба да е калено стакло, а што сакате како апликација, значи тоа си бира клиентот. Може да се е клод, може да се е како тука пескарено, може да си е печатено, така да тоа е све ваш избор. Така, и пожелбата на клиентот, нели нормално. Сакам уште да ми ги покажеш оние кревети, знам имате што се со механизам, единачен и дуплин. Така. Добро, ајде ќе го погледнеме тој. Освен ова што самите го имаат изработено за сајмот, овие слики може да бидат со најразлични мотиви. Ова стакло може да е и витраж, и фузирано, или пак како што тие предложуваат, пескарено или печатено. Креветите на отворање ги имаат неколку години наназад и се сѐ уште единствените што изработуваат ваков тип на мултифункционален мебел, кој доколку навистина дојдете во проблематичен простор, би бил одлично решение. Merinos во Нью Йорк. Merinos во Париз. Merinos во Истанбул. Merinos во цел свет. Турскиот бренд Merinos е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Merinos, секаде каде што живеете. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард.
Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Можеби заради фактот што повеќето од нас си ги носат лаптопите на трпезариската маса, на шанкот, на гарнитурата за седење, во креветот и така натаму, ги издвоив работните соби или работните катчиња како еден од новите моменти што се модерни во 2016 година или се враќаат назад. Работни соби. Официјално заврши времето на работа на вашиот лаптоп, легнати во кревет. Конечно спалната ќе остане за многу поинтересни нешта за кои е наменета. Новиот стил ги враќа едноставните, скромни по изглед масички, што имаат сјаен или мат финиш, со детали потребни во работата и бои кои го инспирираат секој неврон. А тоа е и главната идеја на постоењето на вашата работна соба или работно катче. Се надевам дека со оваа емисија ви помогнавме да се снајдете во мноштвото на мебели, мноштвото на комбинации, бои, материјали кои што може да се понудат кај нас, особено од нашите соработници. А ако не се снаоѓаете, тогаш тука сме ние архитектите да ви помогнеме. И има уште многу теми во областа на интериерите кои би можеле да ги отвориме. Како детали, додатоци, обработка на ѕидови, секое поединечно парче мебел, например, посебно кревети, посебно да обработуваме комоди. Заклучок? Трендовите се трендови затоа што повеќето луѓе се сложуваат дека конкретното нешто е вистинска работа да се направи и примени во одредениот момент. Како веќе кажавме, секој пат се најважни индивидуалните потреби, индивидуалните желби, но живеењето во одредениот момент, на одредено место, секој пат носи сличности во начинот на восприемање на работите, па така и во изгледот на одредените парчиња мебел што ќе се најдат во вашите домови. Голем дел од нашите уредени домови се веќе во новиот тренд. Она што е најинтересно, освен моментот на враќање кон ретро дизајните и светлите бои на ѕидовите, излегува повторно дека се може да биде модерно ако добро се искомбинира.